Димитар Ковачевски наликува на обичен пион на Али Ахмети и Артан Груби. Не смее да го разреши ниту министерот кој барем според зборовите на владините функционери од СДСМ го лажал премиерот во очи. Крешник Бектеши останува на функцијата министер за економија и покрај тоа што на владина седница пред неговиот барем на хартија шеф Ковачевски излажал дека управниот суд ја задолжил владата да ги спои концесиите за рудникот и ловица штука. Според аналитичарот Благојче Танасовски, тоа што Бектеши се уште е на функција покажува дека единствено важно на Ковачевски му е да има мир во коалициониот брак со Ахмети. Премиерот како прв извршен министер кој ги назначува, ги именува и ги разрешува министрите под него, апсолутно без размислување треба да го разреши министерот за економија за ваков скандал, бидејќи брутално ги лажел своите колеги министри, па и неговиот предпоставен премиер Димитар Ковачевски на седница на владата, но гледаме молкот премиерот, за жал, заради така наречен мир во коалицискиот брак или мир во коалициската куќа меѓу СДСМ и ДУИ. Според Благојче Танасовски, очигледно за министрите од ДУИ Ковачевски воопшто не е шеф. Тие за своите постапки неверојатно отчетци даваат само пред вечниот лидер на интегративците Али Ахмети или можеби и првиот вице-премиер Артан Груби. Со ова предходно се фале и неколку функционери од ДУИ, велики дека не треба за својата работа да одговараат пред премиерот, туку пред својот шеф Али Ахмети. ДУИ е политичка партија која се однесува како да не е од власт, односно е сама за себе власт и прави работи кои апсолутно не се во координација со останатите колеги министри и со премиерот како извршен прв министер. Гледаме за жал, веројатно и министрите од ДУИ реферираат кај Али Ахмети или Артан Груби како нивни вице-премиер или втор премиер, односно Димитар Ковачевски не го легитимизираат за премиер. Многумини изразуваат сомнеж дека во овој случај се работи за коруптивен криминал, односно бизнис делка на релација ДУИ СДСМ. Според Танасовски, за ваков скандал во секоја нормална европска држава, каква според реториката на власта сака да биде Македонија, барем министерот Бектеши би си поднел оставка, но оставка треба да си поднесе и целата влада.